Денес Левица поднесе кривична пријава против поранешната министерка за финансии Нина Ангеловска. Ние сметаме дека пријавената како носител на јавна функција располагала со сензитивни инсайдерски информации кои ги злоупотребила за повлекување на својот депозит од Евростандард банка и остварила лична корист. Со тоа пријавената се ставила во повластена позиција во однос на останатите доверители во банката. Преку ваквото противправно делување, поранешната министерка го прекршила член 50 од Законот за спречување на корупција и судир на интереси и со тоа сметаме дека се исполнети условите за кривичен прогон, за сторено тешко кривично дело, несовесно работење во службата. Во однос на овој предмет и самата антикорупцијска комисија отвори постапка при што беше констатирана професионална и етичка одговорност кај министерката. Поради тоа сметаме дека Ангеловска нема професионален кредибилитет и интегритет да врши јавни функции, како така треба да биде повлечена од сите јавни функции кои ги извршува. Дополнително Левица смета дека не е доволна тоа што е констатирано само етичка одговорност кај министерката и во таа насока нашите пратеници преку координаторот на собранието ќе ја повикаат председателката Билјана Ивановска на наредните пратенички прашања кои треба да се одржат на крајот на овој месец. Целта на овој повик за председателката на антикорупцијска комисија е да го елаборира работењето на комисијата, за кои во последно време се погласни се шпекулациите дека е уште една продолжена рака на власта. Доброволност на кривичната пријава очекувате да биде прифатена од страна на организацијата? Ние поднесовме докази, прикажавме дека има голем степен на основано сомнение за сторено кривично дело и се надеваме дека во најавата на правните реформи ова нема да е уште еден случај кој ќе заврши во лавиринтите на судовите.